Поштовни гледачи, добро утро. Уште еднаш за сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Јас сум Елида Спотовска, вашата водителка, и во вториот дел од утринското издание Нов ден, како и што е редот, сегогаш имаме гости кои по многу што се заслужни да се најдат тука како гости во нашето студио и се атрактивни. Атрактивни во смисол на онаа со што се занимаваат со своите професии или едноставно со начинот на животот кој го живеат. Денеска многу ми е драго кога неделата ќе започнам со музика. Работната недела. Со оглед на тоа што надвор ни е студено, имаме снегче, а временските услови, времето не потсети дека се уште сме во зима, и тоа во средина на зимата, па така да еден топол, убав домашен амбиент и музика, мислам дека ќе ни помогне да забравиме на студовите и на зимата и ниските температури кои што се наближуваат. Да не должиме повеќе, да ви го представам мојот гост. Мојот гост за денеска е Дарко Тодоровски. Добро утро. Добро утро, и посакувам вам, посакувам на сите оние што гледаат К3 телевизија и вашата емисија. И им посакам убава работна недела. Благодарам. И во наше име имате на гледачите. Поштовни гледачи, Дарко, јас се надевам дека ви е познат, но јас како што најчесто велам, јас сакам кога млади луѓе се борат, кога млади луѓе се трудат да успеат во животот со своји сили, со свој напор, и што е многу поважно, луѓето кои што се талентирани за да ни покажат како всушност треба да се оди по оној пат и да се дојде до успех. Дарко Тодоровски е оперски пејач. Дарко има гостувано еднаш во нашата телевизија, мислам некаде во пролет, април месец минатата година. Но јас пак не сакам да се заборават такви квалитетни луѓе, така да би било убаво кога е повторно да видиме каде е Дарко, што се случува со него и до каде оди неговата кариера. Пака, Дарко, јас сакам за почеток, се извинувам, сакам за почеток, мислам, малку е досадно да те прашуваме постојано кога и како започна, од кога ти постои желбата, нели? Тоа е веќе приказната. Секој што се занимава со одредено нешто што посебно се нарекува уметност, како што е во твојот случај, значи талентот е неоспорен. Сигурно и факт е дека си морал да бидеш талентиран да започнеш тоа да го работиш, да дојдеш во години кога ќе се препознаеш и ќе се пренасочиш. Знаеме дека си свирил клавир и дека имало моменти кога требало да се одлучиш дали за клавир, дали за пеење. Така да, моменти кога како машко ти мутира гласот, кога само по себе животот и времето ќе одлучи кој глас ќе бидеш, нели, операта се дели на гласови, а самата мутација кога никој не знае. Самата мутација си го прави значи, својата. Да, самата мутација одредува кој глас ќе пееш. Да. Така да, од образбата твоја лична, нижо музичко училиште, Панче пеше, па средно и така натаму, потоа одиш на Академија во Скопје, и така да тоа од прилика тој пат. Да, апсолутно. Не миновни се прашањата. Верувам дека и за најголемите уметници, нели, кои се на многу повисоко ниво, секогаш се неминовни прашањата каде се почетоците, неговото комплетно образование, нели, почнувајќи од најмалите години, па изборот, афинитетите, годините си го прават, нели, своето, мутацијата на гласот некогаш за жал може да биде и пресудна за пејачот. Нели, не секогаш можеме да ги правиме работите по своја желба, ама во поголемиот дел од случаите за среќа е така. Добро. Ме интересира една работа која може би е една од најважните. Подршка имаш. Апсолутна подршка, да. Колку што знам, имаш од родителите, што е многу важно, но од друга страна, се вели оперското пеење е тип на музика кој многу тешко, нели, како родители кои го размислат, многу тешко може да се живее од ова работа. Нели, секој родител сака работа од која може да се живее. Но, колку што ја знам јас, значи, единствена професија музичка, да кажеме, музички школуван глас е оперски пејач. Значи,
нешто што е во светот признаено многу, многу платено, многу ценето, многу посетено. Кажи ми, како гледаш ти на начинот во Македонија? Дали се гледаш во Македонија? Дали желбата како на сите млади таленти е да избегаат од Македонија? Да, првен веднаш ќе го поправам тоа, никогаш не сакам да избегам. Зборот избегам малце ми звучи премногу сурово. Јас сакам Македонија. Сите си ја сакаме. Сите си ја сакам Македонија, да. Значи воопшто не е во прашање. Така да, но од друга страна, мојата животна желба, јас секогаш го кажувам ова, мојата животна желба е да отидам некаде, да постигнам голем успех, и да се вратиш? Да концертирам, да пеам, да гостувам и секогаш радо и со големо задоволство и секогаш би бил среќен кога ќе се вратам и би бил поканет тука да пеам. И радо би го правил тоа за својот народ и своите сограѓани. Јас стално и се навраќам на кај Куманово, иако моите ангажмани се повеќето, 90% се во Скопје и надвор, ама секогаш се навраќам во Куманово и бидејќи сега сум се уште на локално ниво и се уште се навраќам на кај Куманово за да на своите сограѓани не ги заборавам и им подарам нешто што можеби ретко ќе има таа можност, бидејќи сепак се работи за уметност која што бара конкретно место, бара сала, бара оперските пејачи секогаш мора да имаат придружба. Така да тоа малку не врзува да сме во Скопје конкретно, бидејќи е единствен град кај што имаме оперска куќа и кај што имаме сали за жал. Имаме и ние сали во Куманово и во другите градови, но единствените живи сали кои што функционираат се во Скопје. Но јас се трудам да го направам тоа, што би го правил некогаш, доколку би успел на страна и секогаш би се вратил за својот народ, да пеам, да им подарам музика, да им подарам уметност со срце, со целото своје срце и душа, мислам дека би го правил тоа. Кој е твојот прв настап? Мојот прв настап беше јавен пред многу публика. Јавен настап, да, тоа беше во Нижо. Се уште бев основно музичко образование, почнав да учам пење, тоа беа моите први дружби со пејачката техника. Се случи во музичкото Панче Пешев, основното музичко во Куманово. Чинам беше новогодишен концерт од сите класи, ја ме представував пејачката класа на Ивана Свилар, Андоновска. Тоа беше настап. И си имам една слика која што си ја паметам, да, како мало детенце. Да, тоа е мојот прв настап, новогодишен концерт во Панче Пешев, основно. Добро. Сакам да ти замолам нешто, доколку ти е изводливо, да ни спееш нешто онака. Знам дека не е лесно, знам дека постои распејување, постои утро е. Сега замисли како не е на нас. Ние секој утро го работиме ова. Секој утро сме на работа. Да, апсолутно, јас се слагам со вас. Ние сме оперските пејачи секогаш се трудиме, алудираме на тоа професионалноста да не биде на високо ниво. Така. Без разлика, бидејќи цел свет функционира во нормално работно време. Пробите се во нормално работно време од 8 од 9 наутро. Така да нема изговори 8:30, нераспеан. Да. Така да треба да си веќе подготвен за да кога ќе дојдеш на пробата, малку време ти треба за да почнеш да работиш, нели? Значи, загревањето треба пред тоа да го... Секогаш се вклучени загревањата, вежбите со кои што се распева гласот, односно загрева гласот, бидејќи верувате, пењето е еден вид спорт. Доколку не си во кондиција, не го одржуваш, не вежбаш константно секој ден, кондицијата паѓа, техниката попушта, така да тоа е спорт. Се внимава на храна, се внимава на начин на живот, спиење, пораче. Тоа ќе го коментираме после ова. Токму тука и сакав да те потпрашам уште некои работи. А сега би сакала да слушам нешто. Така. Ајде, бидејќи последно ми се сеќавањето од Москва. Добро. И се уште сум во таа еуфорија на Русија, така да ќе запеам нешто руско. Верувам дека за сите гледачи е познато. Очи чорња. Прекрасно. Една руска романса.
Очи чорње, очи страсње, очи жгучје и прекрасње. Как љубил ја вас, как бил ја вас. Очи чорње, очи страсње. Со мала импровизација. Прекрасно. Дел од композицијата да ја завршам, нели? Прекрасно, да. Јас се надевам дека да нашата публика ви се допадна оваа луксузна изведба што си имавме тука доколку еден ден Дарко ни замине во светот. Па ете така ќе кажеме, еве Дарко беше кај нас, ни гостуваше, ни отпеа нешто, ќе си чуваме снимката и ете така ќе го потсетиме дека некогаш бил кај нас, дека е кувановец од наши простори. Ви благодарам, ова беше често за мене да го слушам. Прекрасна изведба, навистина. Јас ретко имам и мислам и дека воопшто нашите граѓани ретко имаме можност да се сретнеме со млади луѓе кои се занимаваат со да кажем, озбилна, не класична музика. Значи, и опера. Значи, опера е нешто што, навистина, ние немаме навика да одиме на опера. Не сме народ кој сака опера, кој сака балет, кој сака класична музика. Не дека не сака. Да има опера, јас ќе отидам на опера, но кога можам да бирам измеѓу некои работи и опера, не би одбрала. Значи, треба да бидеме реални, нели? Но навистина почитувам кога млад човек ќе излезе со таков интерес. Да, верувајте, не е, знаете како обично младите луѓе гледаат многу негативно на тоа, но од друга страна мене ме радува бидејќи сета таа оперска продукција низ светов и во Македонија, бидејќи јас пак ќе кажам, ние сме млада држава, ние сме мала држава, ние го даваме сето оно што можеме да го дадеме својот максимум всушност од себе за уметноста, но сепак да се вратам на претходното што сакав да го кажам е како светската оперска продукција, така и ние во Македонија се трудиме да ја доближиме операта и таа озбилна музика или класична музика до помладите. Независно од генерацијската разлика. На начин на кој што, например, за најмалата публика, да кажеме дека најмногу се обрнува внимание, бидејќи е многу битно во тие мали години да се формира вкус, да се формира вкусот, да се формира да се препознае квалитетот. Тоа на некој начин на живот. Кога веќе ги одбираш вкусовите и она што ти ќе го посетуваш и слушаш, мислам дека од мали години апсолутно е дека и неминовно е дека можеби на децата, нема на сите да им се допадне. Но генерално на тие што би им се допаднало да имаат представа уште од мали години за што располагаат од изборот на музика и култура и уметност. Така да ми е драго што гледам дека веќе во македонската опера и балет доста е посетено од помлади луѓе, иако ако погледнеме од другата гледна точка дека ние имаме една оперска куќа во Скопје за цела држава, каде што верувајте ми држави кои што можеби како по број на население имаат не гигантно многу повеќе од Македонија, а кај што имаат многу повеќе оперски куќи, посетеноста е таа. Сега ние имаме една оперска куќа и заинтересираноста е сосема солидна. Во принципи последните година-две концертите, оперите во македонската опера и балет се распродадени, а публиката е релативно млада. Апсолутно е дека ние имаме, нели, веќе некоја редовна публика со, да кажеме, од средна годишна возраст кон постарата, но ми е драго што гледам дека и многу млади се заинтересирани за еден вид на уметност како што е операта, но од друга страна и знаете како треба и психичка состојба да може да се ислуша една оперска представа. Бидејќи сепак е тоа 3 сати, се работи за вкус, се работи за тип на карактер, темперамент. Јас мислам дека треба да се биде музички поткован за да ја разбереш операта. Јас можам да ја гледам операта. За мене се тоа ново и необично. Нели, опера ти е драма на сцена. Да. Изведување на драма со игра, со песна, со танц ваков онаков, со актер, пред се ти си и актер. Апсолутно.
и пеач, и забавувач, и шоумен, и човек кој што ја освојува публиката. Значи мораш да имаш јака харизма, значи ти си три во едно на таа сцена. Значи јас ќе најдам нешто што ќе ми биде интересно, но не можам да разберам што треба јас да разберам музички. Значи ќе ми биде интересно како нели изvedба на опера, да, сценско дело. Ќе го гледам и тоа. Сега, дали мислиш дека посетување на опера во последно време тренд? Да, се слагам со тоа. Да, затоа што мислам се што е интересно кога ќе се направи таа прекрасно здание таму кај што е, и јас би сакала да ја видам операта. Сакам да видам како тоа изгледа. Тренд ќе го посетам еднаш два пати, ама немам навик, нема да си стварам навика, нели? Да. Значи, како да прераснеме од трендовски млади луѓе да ги направиме да им влезе нешто во глава квалитетно, нешто убаво, нешто поучно, а не само трендовски, да се однесуваат и да живеат трендовски. Еве, ти си припадник на една помлада генерација. Да. Дали е сега начин на животот, како да кажем, значи начин на живот е една работа, начин на вкусови е сосема друга работа. Да, знаете како за вкусовите не се расправа. Не може да разговараме во рете, да. Колку може да на еден млад човек да нели во наводници да го натераш да оди редовно. Да. Тоа е веќе дискутабилно, не верувам дека постои такво нешто ниту медиумски, ниту не можеме да влијаеме на кој начин да се влијае, да. Но можеби оставам на тоа со текот на времето трендот да премине во навика и кога веќе еднаш ради тренд на премиера одиш, нели, да бидеш виден, девојките да ги облечат своите нови тоалети, мажите своите нови костими, нели, сепак е кога се збори за тренд, сепак таму нели постои дрес код во кој што мора да се почитува. Така да можеби од таа гледна точка како одиме ние напред како оперска трендовски продукција. Да им бидне навика. И колку повеќе се зголемуваат, колку повеќе се зголемуваат продукциите и бидат почести, сакам да кажам, продукциите, можеби од тренд ќе премине во навика. Знаеш како, кога ќе излезе нова пролетна колекција, да кажеме, и сега во пролет се отвара операта со некои нови настави. Со пролетна колекција излегува и трендовски се запознаваат со вкусот, со нешто што е квалитетно и да едноставно тоа биде навика, да се препознае квалитетот. Извини што те прекинав, но многу ми е битно. Многу почести настапи да има, многу почести гостување да има на операта, мислам дека ќе се створи, дека ќе се истанча вкусот на младите, ќе го препознаат квалитетот за да почесто се појавува. Апсолутно, ако повеќе се доближиме до светската оперска сцена со гостувањата, мислам дека повеќе посетеноста ќе е поголема. Иако на вистински операта го дава се што е во својата моќ да го постигне тоа, да имаме се повеќе премиери. Сме на добар пат, но сепак времето е тоа што ќе покаже и времето е тоа што на крај ќе пресуди за работите. Да. Дали имаме нешто од материјалите, нешто подготвено, колеги, што можеме да видиме нешто за Дарко? Добро, ако имаме нешто ќе ни пуштат колегите, да продолжиме да видиме што е сега. Ова е настапот во Москва, финалниот надпревар. Дали имаме звук или?
За еден јавен настап, значи, потребно е, како што рековме, да си спортски, здрав, активен и да имаш кондиција. Друга работа. Да си, што е многу важно, одмор. И трето, здрава исхрана. Да се одржува таа кондиција. 3 во 1. А тие 3 во 1, за да се изреализираат, си постои откажување. И жртвување, постојат приоритети. Значи, жртвување и одрекување од што? А велат од пороците. Па не се во прашање секогаш пороците. Значи, под тоа спаѓа не можеш да излегуваш често. Иако излегуваш, не можеш да се задржуваш многу често на крајот на криштата. Па не можеш секоја вечер да го работиш тоа. Значи, постои една жртва која се надеваме дека некогаш нели во животот ќе се исплати. А ти како млада особа, сега живееш во Скопје? Да. Кои се твоите обврски во Скопје сега? Преку ден да Преку ден јас моментално сум дел од хорот од Македонската опера и балет. Добро. И моментално се работи на Змејовата невеста, спремаме представата од Стојан Стојков. Потоа од Риголето, па турнеот на редовниот репертоар, дневните обврски секој ден почнуваат пробите од 10 наутро. Со тоа што нели, секоја проба почнува со распејување и така натаму, тоа трае до пладне. После тоа секогаш гледам да најдам време за вежбање во текот на денот и апсолутно е дека освен вежбањето на пеење, гледам да останам колку можам физички активен. Морам да признам дека не наоѓам време за многу физичка активност, но секогаш се трудам да биде... Никој од нас не наоѓа време за да биде тоа пропратно. Например, секогаш одбирам да одам пеш до работа и назад. Така да, мислам дека тоа е единствено што ме спасува. Ако се одлучам да одам на фитнес, да одам на тератана, и тоа бара своја посветеност. Да. Така да, знаете како балансот мора да биде направен, сепак пеењето е на прво место. Така да ако премногу се трошам јас на физичка активност, им се намалува моќноста и не квалитетот, туку се намалува времето за кое што ќе го користиш во тератана наместо да го користиш за пеење. Уморот кој што нели всушност енергијата која ќе ја потрошиш на вежбање ќе ти фали во пеењето, така да е потребна само некоја нормална, да не кажам минимална, физичка активност. Добро, млад си се уште, а колку што можам да видам немаш проблеми со килограмите, го одржуваш тоа, а од друга страна важно ти е како изгледаш, што е многу убаво и многу важно. Апсолутно, во денешно време посебно. Многу е важно, посебно за
а кога веќе ќе одлучиш да се занимаваш со нешто што се вели јавен настап, без разлика кој тип на занимање и професија, многу е важен тој аутфит. Значи, свесни сме за тоа. Да. И покрај квалитетот кој што е неминовен. Значи, мора да постои квалитет. Тоа воопшто да не се лажеме. Но првиот впечаток, првиот момент е многу битен. А тоа, ти веќе си свесен за тоа. Со оглед на тоа, многу ми е криво што нема многу време да те прашам од се по нешто. Се бил манекен, се занимава со манекенство и денеска имаме некои сликички, некои фотографии. Не можеме се наеднаш да пуштиме, но сигурно ние ќе се дружиме, ќе се видиме и ќе пуштаме од се помалку. Ме интересира, велат, секој има идол. Јас в идоли не верувам лично, да ти кажам, затоа што јас тежнеам кон оригиналност. Верувам дека имаш личност од твојот тип на занимање на професија, што би сакал да не да направиш како него. Нити копија, признавам, нити нешто што не можеш да бидеш како некој, нема потреба, твојот начин е оригинален и препознатлив, но што би сакал да направиш како некој? Да, велиме, да украдеш нешто симпатично кај некој од твоите ликови. Например, кој тип на изведба ти се допаѓа? Од светските оперски гласови, оперски имиња. Јас прво би рекол, можеби зборот репер е некако посоодветен. Ќе ве поддржам за оригиналноста, дека апсолутно секогаш... Добри, нека и реперно, некако... Да, тоа е тоа во принцип во значење. Што би можел да укреко многу неблагодарно ова да се каже. Не е неблагодарно. Обично ние младите уметници ги гледаме, за жал можеме само на снимки да го слушаме и да го гледаме тоа, веројатно чувството кога би имале можност во живо да го пропратиме тоа би било сосема поинакво. Секогаш тежнееме ние оперските пејачи кон совршената во наводници оперска изведба и пејачка техника. Бидејќи сигурното пеење, сигурноста на сцена се должи на добрата пејачка техника. Тука спаѓаат многу работи, доброто правилното дишење, црстината на диафрагмата, вистинската позиција на тонот, опуштеноста при пеењето, нели, да не набројувам што све спаѓа во пејачка техника, на што се работи во текот на студирањето. И мислам дека сите ние би сакале барем да имаме дел или барем да го имаме нешто од нивната пејачка техника, за која што они стигнале до нивото до кое што се сега. Да кажеме, нели, светскиот познат Дмитрий Хворостовски, кој што Русија како земја, јас пак алудирам на Русија, како земја има совршена пејачка техника. Пота Илдар Абрадзаков од мојата бранша на пејачи, како бас-баритон. За жените верувам дека е репер Ана Нетрепка од помладите генерации на пејачи, за старите генерации на пејачи Рената Ското и така натаму. Нели, има многу светски реномирани пејачи и верувам дека тоа што би сакале да го во наводници украдеме од нив е пејачката техника, сценскиот настап, бидејќи да работиш во светска продукција значи да имаш блиску до совршен сценски настап, но тоа се должи, нели, тие се таму и тие имаат толку многу настапи, имаат толку искуство, многу работа, така да веќе на нив сцената им е втор дом, настапуваат секоја вечер во текот на целата недела. Така да ај би сакал да имаме ние толку настапи колку што имаат јас конкретно. Тоа би сакал да го имам што го имаат светските оперски пејачи. Сега си кај еден од членовите на кај Боби Серафимовски, нели, си да кажеме учител по пеење, учител наставник, како да кажеме. Има млади дечиња, нели? Да. Како мислиш, како оди? Каква е соработката со дечињата? Секогаш убаво да се работи со мали деца, првен тоа ќе го кажам, има една посебна енергија со нив. Но секогаш наставникот треба да биде спремен за необичните прашања кои што ги добива во текот на часот. Како е? Да. Знаете, тоа се деца кои што се прецеталентирани деца, а секогаш
младите уметници, јас ќе кажам, младите уметници имаат нешто што цело време ги поттикнува додат напред, да знаат се уште повеќе. Креативност така е. И често знаат да прашаат прашања од теоријата на музиката, за кои што не можеш да им ги објасниш од простата причина ради нивните години. Ајде кажи некој прашање тие што може би ти останало, си запомнил ли некој од? Па апсолутно, тоа се многу конкретни прашања за дела за кои што ги работиме. Еве на пример, професоре, зошто треба да сум насмејан кога треба да пеам тажна песна? И како ги го објасните тоа? Морам да го подкрепам, морам да го подкрепам зошто стои насмеаноста во пеењето, нели, поради високата позиција на гласот, поради лесното звучење, поради светлината на гласот, младоста на гласот кој што треба да се одржи. Знаете, тоа децата размислуваат по логиката на настаните, зошто да се смеам ако пеам тажна песна. Или често ги опоменувам децата кои што пеат. Знаете, тоа се деца, па те ќе им здоседи, ќе се потпрат на едната нога, па те на клавирот ќе се потпрат и секојаш им велам, стои на двете нозе. Професор, на двете сум. На што стои? Да, на двете нозе стојам, знаете. Така да тоа се дел од прашања, од многуте прашања секојдневно што ги слушам од дечињата, ама толку ми е убаво на душата кога ќе ги слушам, затоа што те опушта, тоа е искрено, тоа е наистина. Да, ама од друга страна, тоа е знак дека децата ги пратат наставата и дека размислуваат за она што им го говориш. Сега, можеби они си го размислуваат на некој свој поинаков начин, си го перцепираат, пардон, на свој начин, но тоа е тоа, тие размислуваат на тоа што им го говориш, на тоа што треба да го прават, што треба да слушнат, што треба да тргнат, а што треба да вклучат во пеењето. Верувам дека имаш моменти во текот на денот кога, како сите ние да кажеме, што се наđеме во некои работи, во некои професии кога работиме со гласот. Така да лично посакуваме да не зборуваме со никого, значи во текот на денот. И јас верувам дека ти имаш такви моменти. Ти доаѓа ли да после некоја напорна работа? Апсолутно. Да не сакаш да разговараш со некој сад-два. Многу пати дури ти е потребно. Многу пати пробите ни се двократни, кога се спрема некоја премиера и кога веќе времето е кратко, кога имаме закажан датум. Секогаш пробите се утрински, со мала пауза за ручек и продолжуваат до текот на вечерта до 9, 10, 11 часот, зависи од потребноста. Тоа се напорни проби, режисерските проби се напорни, каде што константно се пее, константно си на сцена, си на нозе, си во комплетна концентрација, бидејќи се работи за нешто што ако ти не го сработиш добро на проба, не можеш да се оставиш да искочи, дали на интуицијата, дали ќе искочи тоа пред публиката или не. Тоа е веќе непрофесионализам. И после толку многу пеење, гласот се уморува, а од друга страна со правилната техника ти си и способен да функционираш нормално и да говориш и да го користи гласот за секои намени, но често пати уморот го прави тој момент кога ќе дојдам дома само да сакам да сум сам, да одморам, можеби да видам што се случува на телевизија или едноставно некоја книга секогаш опушта во принцип да не биде тешка книга. Секогаш барем мене тоа ми одговара. Кога сум толку уморен после настапите и сакам да молчам, сакам да бидам барем малку сам, бидејќи се работи за многу енергија на сцена. Сцената сепак многу троши, првин енергетски. Многу луѓе околу, знаете, секој со своји барања, свој карактер, различна енергија. Да. Така да не е лесно, истрошува, но е многу убаво кога се работи, кога си цело време на сцена. Јас неколку пати го повторувам ова. Сцената се само едни даски кои што живот значат. Ова е го кажал Шекспир. Театарот, да. Да, театарот или сцената е живот значи. Така да чувството не може да се спореди со ниедно друго чувство, но уморот е тој. Ние сме сепак живи луѓе. Не имаме оптимални часови за работа кои што може да издржиме. Но задоволство е нели кога се работи она што се сака и со љубов кога се вложува на вистина, тоа многу значи. Сега тоа е умор, но сладок умор. Точно. На вистина, значи давате дел од себе. Сега што е многу интересно кога ќе гледам настапне дел оперски пејач. Толку
толку се изведува со леснотија. Те слушам како зборуваш дека има многу напори на сцената и се она од што велат од петни жили што излегува тоа гласот од самиот тебе, но со каква леснотија изгледа? Да, јас кажав напори, но да не бидам погрешно сватен дека пењето треба да биде напорно и под притисок. Не, те разбирам. Да, не само за за публиката бидејќи да, се она што се вложува и со вежбите и со пробите и со ние за тоа работиме за да бидеме издржливи, да можеме да пееме 4 сати. Да, самата издржливост и што самиот си кажа си треба тренинг, кондиција, значи здрава храна, храна која не смета, да има слободно дишење, диафрагмата да не се стеги. Респираторниот систем тука нели е тесно поврзан со дигестивниот систем, така да мора да се внимава. Се поврзано едно со друго. И од друга страна одржување на гласот. Да, апсолутно. Слушнав еден момент од твоето интервју рече гласици. Што се тоа гласици? Некако сум навикната да слушам гласни жици, нели? Зашо гласици? Што значи тоа? Гласници. Наверојатно некој мој лапсус, гласни жици, гласници е едното исто, да. Гласилки е всушност најправилното. Најправилното е гласилки. Најправилното во литературата се користи гласилка. Добро, и друга работа. Во представување на една оперска пејачка, слушнав оперска певица. Да. Тоа е стар. Некако, дали тоа ви е во оригиналност вашето представување? Или, ќе погрешам ли јас ако кажам дека Дарко Тодоровски е наш оперски пејач? Не, апсолутно дека не. Не сум сигурен колку можам ова да го дефинирам, дали се работи за промена во јазикот или дека се тоа само дека се различни поеми, но се користи и оперски пејач, пејачка, певец, певица. Нито едното не е грешно, нито другото, како нели гласни жици и гласилки. И двата збора, двата поима ги користиме за истото, но можеби порано се користело секогаш певица и певец. Сега во денешно време можеби поради естрадата, поради популарната музика се унифицирало да биде пејач, но генерално мислам дека значењето не менува. Да. Не менува во значењето, зборот. Што е она што да очекуваме од тебе ова година? Каде ќе видиш, што ти е целта? Имаш ли нешто поатрактивно да постигнеш, да заминеш некаде? Да, јас во претходното интервју во вашата телевизија кажав за моите успеси во Москва, за меѓународниот надпревар, руска романсијада. На надпреварот добив стипендија за студирање во Москва. Добро. И јас ќе дадам се од себе и навистина не би сакал да ја пропуштам таа прилика да во септември заминам за Москва, бидејќи мислам дека таму ми е иднината, се пронаѓам таму. Иако јас бев само една недела во Москва, онолку колку што можев да ја запознам нивната култура, градот. Доволно е да ја посакаш Москва. Да, тоа беше доволно да ме повлече толку многу со мислите и со желбата да одам натака. Но од друга страна и тоа беше многу малце да се види Москва и Русија. Мислам, Русија генерално не, затоа што Москва е преголем град. Да. Но јас се надевам дека се надевам и се молам дека ќе отидам за Москва, бидејќи навистина ми е животна желба да отидам некаде и да се го продолжам до образованието и на гласот. Така да тоа ми е следната замисла, не сакам да кажам план, бидејќи добро да желба да кажеме. Желба, да. Така да Москва ја гледам како нешто следен голем чекор во мојот живот, а во меѓувреме се работи сепак за малце поголем период од 7-8 месеци. Никогаш не знам што ќе се случи. Во принцип, обично знаеме за месец до 2 за следните ангажмани и настапи, така да не очекуваат неколку концерти во март и февруари, а понатака не знам. Со Господ напред, нели, како што велиме сите, ќе бидеме во текот на случувањето со вас. Сепак, да се подсетиме на почеток на разговорот. Кога те прашав дали би сакал да останеш или да заминеш, тебе е целта да заминеш во Москва. Мене ми е целта да заминам. Не, се сложувам. Се сложувам. Значи, да се дообразуваш, да вложиш и да се надоградуваш. Велат најуспешните луѓе
без разлика која професија ја работат. Ако не се надокрадуваат, не треба да се занимаваат со таа професија. Значи, секоја професија, посебно ако веќе зборуваме за професии кои што се од јавен карактер. Постојано има новини, постојано има што да научиме. Тоа е жива професија. И да кажеме да кажеме да украдеме од некого нешто и да примениме на свој начин. Секогаш пак ќе биде различно, кога ќе го изведеш на твој начин, пак ќе биде оригинално. Така ли? Да. Значи, оној што не се надоградува, оној што не се дообразува, оној што не вложува во себе, значи не му е важна професијата, не му е важно она што го работи. Така да некако ми е полесно кога ќе слушнам дека млади луѓе заминува да се дообразуваат и дека повторно ќе ни дојдат. Значи ќе бидат нашата гордост, нашиот понос од нашиот град, на пример. Нешто со што ќе имаме за што да се гордееме и да кажеме еве тие луѓе се излезени од нашиот град. Значи нашето поднебие има луѓе кои што имаат што да покажат. А каде имаш завршено основно училиште? Основно училиште Христијан Карпаш, во Куманово. Така, добро. Почитувани гледачи, она што јас сакам да го кажам за денеска и да го покажам е да ве запознавам со Дарко Тодоровски, кој е навистина едно име кое што јас сум сигурна и верувам во тоа, дека еден ден неговото име ќе говори за него, буквално ќе го представува. Значи, Дарко Тодоровски се надевам дека еден ден ќе го препознаваме по името и презимето кое што тој самиот вложува во него и она кое што би сакала да ни биде, знаете како, кој ќе си кажеме нашите македонци по светот, но нашите македонци по светот, значи тој ќе може да работи, ќе може да се дообразува, ќе може да настапува, но како наш македонец. Нели, тоа е, например, посебна чест, еве за мене како македонка се најва и за Дарко. Да. А јас ти пожелувам да имаш среќа оваа година, што е многу важно. Млад си, прав си, здрав си, се трудиш, тоа ми е драго. А драго ми е што вложуваш во својот изглед и што ти е многу важен изглед, инаку многу поубаво ти изгледа косата сега, него през 7-8 месеци. Ти благодарам. Еве вака тоа некако гледајќи интервјуто, ова фризура некако повеќе ти личи, те отвара. Среќа ти треба затоа што здравје не се размислува за здравјето некои млади години, а здрави прав си, успешен, се надевам дека ќе можеш да го оствариш она што ти е замислено, доколку проложиш да бидеш ваков како што си. И се надевам дека ако има нешто интересно, нешто атрактивно, ќе ни известиш. Апсолутно. Ние ќе те контактираме, ќе бидеме во тек, а немој да ни скриеш нешто интересно. Ќе те најдеме. Ветувам, еве, пред јавноста. Ето така, и со Боби Серафимовски во школото кај што сте заедно во студиото Серафимовски комуницираме, има убава соработка, посебно што се однесува до таленти. Ако има некој талентче малечко, нешто можеме да го снимаме. Отворени за соработка. Можеме да ги снимиме децата. Апсолутно. Да ги видиме, да видиме што се случува таму. И вие да ни повелите на гости. Така, сигурно ќе ве посетиме, некој ден сигурно ќе ве посетиме. Ти благодарам уште еднаш што одвои време, што навистина малку е рано, знам. Ти благодарам за песната што ни ја подари. Морам песна да кажам, не знам како, на кој начин се. Тоа е форма на песна, да. Тоа беше форма на песна, нели? Да беше арија, ќе напомене под што се работи, тоа беше руска песна. Така. Ти благодарам уште еднаш, ќе се видиме повторно. Благодарам и вам на повикот за гостувањето. Јас секогаш се чувствувам многу пријатно во К3 телевизија и имаме убава соработка, атмосферата ви е скоро и домашна. Така ми е мене, така се чувствувам јас. Ми е чест што сум уште еднаш дел од вашата утринска емисија и се надевам дека ќе се гледаме за убави работи само. Сигурно. Во поскоро време. Сигурно. И јас се надевам. Имај убав, пријатен ден. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше нашиот гостин за денеска Дарко Тодоровски, нашиот оперски пејач, значи нашето име и презиме кое што еден ден многу ќе ни значи на сите нас. Треба да веруваме сите ние во тоа, а таа енергија доколку му ја пренесеме на Дарко, се надевам дека сето тоа ќе си најде свое место. Ви благодарам што не следевте до крај на денешното издание, доколку бевме доволно атрактивни и интересни, останете со нас во наредното издание на Нов ден. До тогаш имете убав и пријатен ден.